Представи и подароци обезбедија општинските власти за учениците во специјалната паралелка во основното училиште Лирија во Тетово. На учениците им се разубави денот, се запознаа со кловнот, со родителите од нивните соученици и со граначалничката на Тетово Теута Арифи. Но ваквите дружења и комуникација како денешната, кога се одбележува меѓународниот ден на лица со посебни потреби е ретка. Оваа категорија ученици засега мора да учат одвоено од другите деца. Нивната инклузија е процес кој се уште трае, велат локалните власти. Днеска сме во заедничка активност и со училиштето и со Исламската верска заедница муфтиството во Тетово. Значи на посета на паралелките на децата со посебни потреби туку овде во училиштето Лирија. Нормално дека како ден е многу важен, имајќи го предвид фактот дека се работи за особено за децата, значи еден момент што е за нас важен, исто така и битен, за да може што повеќе да им се биде во близина најпрво, но исто така и да се помогне. Сите овие години ние заедно со училиштата и со училиштето Лирија и со училиштето Кикиш сме работеле на подобрување на условите за овие деца, додека како општински власти исто така се обидуваме на сите лица со овие проблеми да им излеземе во преслед во однос на нивните барања во инфраструктурните проекти што ги имаме во градот. Како што навадаат нели европските закони и слично, како општина Тетово имавте некој проект со UNDP да тече процес на инклузија на децата? Да, значи ние веќе сега трета година заедно со UNDP го имаме проектот за инклузија на децата. Се работи сега веќе за 20 психолози и дефектолози кои се ангажирани во 4 училишта и кои работат во помош и менторство за децата кои имаат потреба од помош да бидат повеќе инклудирани значи во процесот. Како што веќе знаете, ние заедно го презентиравме тој проект и успеавте да ги видите исто така и младите лица кои работат со овој проект ги дава особени резултати и наша цел е да овој проект стане дел редовен значи на наставата и исто така сме во процес на барање заедно со другите општини со Министерството за образование дека еден ваков процес на инклузија да може да се вклучат сите основни училишта, затоа што сметаме дека е многу важно тој процес да биде успешен. Што зависи од вработување? Нормално. Значи ние како општина Тетово, значи тие 20 вработувања ги споделуваме со UNDP, значи половина на средства плаќа UNDP, еден дел на средства идат од општина Тетово, додека нормално тој процес треба како комплетен систем на вработување да иде преку МОН за да може целиот да биде постабилен и посигурен за тие кои ја работат таа работа. Мисламе еден радостен ден, ние сме многу радосни што денеска на овој ден да бидеме до делот на нашето општество што е несентименталниот дел, значи децата, луѓето со посебни употреби. Така што ние денеска имавме некоја донација од нашите донатори тука во Тетово и заедно со нив сме тука да ги посетиме нашите деца. Директорката на основното училиште Лирија од Тетово Шпреса Исени истакна дека специјалната паралелка во нивното училиште постои повеќе од 4 децени, но децата со посебни потреби во зависност од нивната возраст, вели таа, е многу подобро да бидат распоредени во паралелките во училиштето, каде со нив би работеле стручни лица. Денеска е посебен ден за нив, бидејќи е меѓународен ден на лицата со посебни потреби и децата приредиле своји трудови, значи креативноста, нивната креативност е веќе на дело. И овие деца имаат право, како и сите други, да бидат образовани и воспитувани. Најверојатно вие стоите на ставот дека овие деца треба да се помешаат со останатите. Па веќе е во примена инклузијата на редовните паралелки и се надевам дека и во наредната година ќе имаме и дополнителни значи дефектолози и тие се дел од нашето општество и нема никаков проблем, веќе имаме ние такви случаеви во редовните паралелки кои се третираат навистина во подеднаков начин како и другите деца. Во Тетово, освен во Лирија, специјална паралелка има во основното училиште Андреја Савески Чичиш.
Пријавениот ДГ се сомничи дека во периодот од октомври до декември оваа година, искористувајќи го отсуството на нивните собственици, насилно провалил во 5 викендички во Мавров Јанови на селбата Бела Вода и при тоа нанесол вкупна материјална штета, која се проценува на 76.500 денари. На 1 декември ДГ е лишен од слободи со соодветен поднесок, предаден на судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар, кој му определил мерка притвор од 8 дена, при што е предаден во казнено-поправната установа Скопје во Скопје за издржување на притворот. Најголемиот дел од одземените предмети се пронајдени и вратени им се на собствениците. Полицискиот билтен регистрира и сообраќајка на крстосницата на улиците Благоја Тоски и Јана во Титово. Во неа учествувале 3 патнички возила со следовски регистарски таблици. Алфа Ромео, кој без дозвола го управува 48 годишниот тетовец НИ, Кија Пиканто, управуван од 50 годишниот МИ од Мала Речица и паркиран Голф, собственост на 44 годишниот тетовец ВР. Возачот на Кијата и сопатникот од Алфата пренесени се во Тетовската клиничка болница за окажување на лекарска помош. Извршен е комплетен увид и се утврдува причината за незгодата, околностите и се друго. На одбојкарскиот турнир за ветерани и ветеранки Тетов Опен 2018 година учествуваа 6 екипи. Организаторот Ивица Хаджилевски Чајка вели дека за одбојката која во Тетово па и во Македонија била многу популарна, младите немаат интерес. Затоа и се организира овој турнир, кој има за цел да се видат, да се дружат и спортуваат поранешните одбојкари. Моје огромно задоволство, пак сите луѓе од времето што беа идоли наши се тука да играат одбојка. Значи шампионската екипа на Вардар повторно е тука со нас. Ете присуствуваат и екипи од работнички женски ветерани од Скопје и од Струмица. Покрај екипата на Вардар имаме гости машка екипа на ветерани од Струмица и ние како домашна екипа Југохром од Тетово. Кажам искрено, најголема цел на овој турнир е да ги пострекнеме младиве да дојдат во спортскиве сали и да играат одбојка. Тоа би ни била главната поента на овој турнир. Сум Милена Марска Спасик, ја доаѓам од Скопје, бивша одбојкарка во работнички Фиршпет и мал дел на Форца. Многу сме изненадени, возбудени што се организира ваков турнир баш во Тетово, во Бамикор, кај што сме одиграле многу битни надпреварувачки утакмици. Многу сме задоволни од самата организација, од целата игра, размена на стари нови искуства и така, едноставно одлична промена во секојдневие од спортот. Спортските работници велат дека одбојката во Македонија го губи квалитетот, затоа што младите се повеќе учат за овој спорт од телевизиските преноси, затоа и ваквите турнири се повеќе од неопходни. Турнири на ветерани сигурно се едни од најдобрите ради популаризација на таа одбојка, затоа што младите сега само низ гледање на телевизија учат одбојка. Од овие постари генерации одбојката била поквалитетна на времето него сега што е нашата одбојка. Зошто? Ради тоа што тие играле по цел ден на тренинг у сала. Овие сега нашиве доаѓаат 2 пати, 3 пати на тренинг и тој квалитет не е на тоа ниво што било пред 20 години, пред 30. Значи, овие ветерани ја покажуваат баш она слика на одбојката во квалитетот. Нормално не може сега они да направат такви смечирања на топка или фаќање на топка у одбрана или на блок, али затоа тие елементи чисто одбојкарски, школски може да ги демонстрираат на овие надпревари, што младите генерации може да учат од нив. Сите овие сега ветерани биле и во репрезентација на Македонија, и во репрезентација има 4-5 играчи што биле во репрезентација на Југославија. Значи Југославија е сега европски првак и у женска и у машка конкуренција. Значи нашите македонци тога не заостанувале како одбојкари квалитетни. Затоа тие ветерани треба да играат во една лига кај што заедно тие ќе ги покажат сите оние квалитети кои пред 20-30 години играле овие генерации. Поранешниот одбојкар Александар Тасевски вели дека е потребно враќање на младинските школи за одбојка. Проблемот е видлив што се однесува до квалитетот на денешната одбојка. По мене не се работи добро. Тука не се криви само клубовите, тука за жал во овие години на транзиција секојаш во предност беа проблемите за државата, а многу помалку се мислеше на ракомете.
Значи се изгуби континуитетот на работење во младинските школи, во клубовите, од едноставна причина што се немаше ни доволно средства. Ако видите колку екипи имаме сега во првата македонска лига, ќе ви е јасно дека квалитетот и работата по клубови е на многу ниско ниво. Турнирот во одбојка за ветерани и ветеранки Тетов Опен 2018 година, кој се одржа годинава е трети поред. Истиот го организира семејството Хаджилевски, познато по успесите во овој спорт. За да се подобри соработката меѓу домашните и странските компании, потребно е домашните компании да ги зголемат маркетинг активностите и да ги сертифицираат своите производи и услуги. Секоја компанија има стандарди на квалитет и тој квалитет треба да се обезбеди. Соработката меѓу македонските добавувачи и странските инвеститори се подобрува. Македонските добавувачи треба да се охрабрат и да тропнат на вратата на странските инвеститори и да кажат што имаат да понудат. Секоја врата на која ќе тропнат ќе им биде отворена, изјави председател на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија Штефан Петер. And one of these improvements is for sure А едно од овие подобрувања кои треба домашните компании уште веднаш да го направат, а тоа е зголемување на нивните маркетинг активности. Нема никакви кратенки во овој бизнис, треба да тропнат на секоја врата на странските инвеститори и да покажат што е она што тие има да го понудат. А можам да ви гарантирам во името на сите 130 членки на Советот на странски инвеститори дека сите оние на чија врата ќе затропаат домашните компании ќе им биде отворена. Во Струмица по втор пат се одржа модната ревија под мотото "Убави сме, свој сме" на децата со попреченост. Манифестацијата ја организира Сдруженијето Вера од Струмица. Председателката на Сдруженијето Вера, Анче Туфукчиева, изјави дека годинава на модната ревија место 15 учествуваат 30 деца. Модната ревија се одржува по повод Светскиот ден на лицата со попреченост 3 декември. Секој дете на модната писта во хотелот Вила Парк во Струмица го водат познати лица од политиката, спортот и естрадата од Струмица и Македонија. Манекенка прв пат ми е интересно. Ново искуство, нови познанства. Мораме сите заедно да ја подигнеме свеста и да покажеме дека сите сме еднакви, дека сите сме исти, дека сите треба да имаме еднаков третман и еднакви шанси во овој општество. Искрено, вакви сцени се многу потешки зашто има толку повеќе емоција, енергија на различен начин од пеење, настапување. Сакам сите заедно, како што е овој ден, сплотени, да се избориме со сите можни бариери, физички, психички, било какви бариери. Бариери во Струмица и во нашата држава веќе не смеат да постојат. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди и појава на утринска магла. Температурите се движеа од -3 до 1 наутро и од 3 до 6 во текот на денот. Времето утре ќе биде претежно облачно со локален дожд попладне, а на планините снег. Температурата во утринските часови ќе биде од -2 до 2 наутро, а во текот на денот од 3 до 7 степени Целзиусови.